Поплавите веројатно ќе не попарат со високи цени. Извесно е, земјоделската пролетна работа ќе доцни. Средината март не може да улезе. Мокро е. Треба да удари југовито време да се исцелат нивите, мислам да се повлече влагата од земјата, па тек тогава да има уливање во нивите. Сега поплавените села покрај Лакавичка река, Карбинско и Кочанско, добар дел од источниот регион го снабдуваат со сите земјоделски производи, но најмногу компир. Годишното производство на компир во трите општини изнесува 4232 тони, следува доматот со 3229 тони, промидот со 2872 тони и зелката со 1667 тони. Со поплавите сега се засегнати над 1000 хектари земја, што е речиси половина од потребите за нормално производство. Ова значи само едно. Мислам дека ќе бидат поскапи на ово време. Но освен зеленчукот, поплавите ќе ги подигнат цените и на овошјето. Овошјите не може да се третираат ради поплавите што се нанесени. Времечните периоди са времето ќе го направи своето. Лоша вест е што под вода и Ресенско, регионот каде истокот најмногу се снабдува со јаболка. Ќе се одрази многу, а највише ќе се одрази на јаболката кои се во магазините. Јаболкото не сака вода апсолутно да го фати. Го фати и после тоа самото калира. За колку во проценти ќе поскапат сите овие артикли е неизвестно, но како што било лани, оваа година нема да биде.